обвинетиот Зоран Милевски со договарање, континуирани средби и воспоставување меѓусебен контакт на обвинетиот Бојан Јовановски со сведокот Ана Камчева и сведокот Јордан Камчев, на кои средби ги уведиле во влијанието на обвинетиот Бојан Јовановски врз обвинетата Катица Јанева, а за посредувањето примиле награда во вкупен износ од 1.500.000 евра во различни поени во динарска противвредност од 92.250.000 денари. И тоа од сведокот Ана Камчева износ од 500.000 евра, а од сведокот Јордан Камчев износ од 1.000.000 евра. А обвинетата Катица Јанева го прифатила влијанието на обвинетиот Бојан Јовановски и како службено лице, јавен обвинител на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, ја искористила својата службена положба и овластување и ги пречекорила границите на своето овластување кои ги има по законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и одредбите во Законот за кривична постапка, во глава 16 мерки за обезбедување присуство на лица и за непречено водење на кривичната постапка, глава 21 истражна постапка и во глава 29 донесување на пресуда без основа на спогодба на јавниот обвинител и осомничениот. И за себе прибавила значителна имотна корист, и тоа предмети мебел во износ од 296.040 денари, за кои за неа го набавил обвинетиот Бојан Јовановски од фирмата Зона Мебел Скопје и пари во износ од 50.000 евра во динарска противвредност од 3.075.000 денари на обвинетиот Бојан Јовановски за кривичното дело, примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 7 во врска со став 3 во врска со став 2 врска со член 22 од кривичниот закон, за кој предвидена казна затвор во трајање од 1 до 10 години, му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело, перење пари и други приноси од казниво дело, член 273 став 1 од кривичниот закон, за кој предвидена казна затвор во трајање исто така од 1 до 10 години, му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. Па со примена на член 44 од кривичниот законник, за наведените две кривични дела, обвинетиот Бојан Јовановски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 9 години. Обвинетата Катица Јанева за кривичното дело, злоупотреба на службената положба и овластување. По член 353 став 3 во врска со став 1 од кривичниот законник, за кој е предвидена казна затвор во трајање од најмалку 3 години, согласно наведениот член, како и членовите 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 39 кривичниот законник ја осудува на казна затвор во трајање од 7 години.